Нема тумор маркери на онкологија. Недостасува дел од терапијата, а за диагностика се чека со недели и месеци. Вака започнува Розевиот октомври, месецот посветен за подигнување на свесноста во борбата против ракот на дојка. Од Сдруженијето Хема-Онко направиле интерна анкета меѓу 200 пациенти и дошле до застрашувачки податок, дека 70% од нив на приватно ги правеле испитувањата за диагноза. Шетањето по лавиринтите на здравствениот систем и недостатокот на кадар е голема пречка за, како што велат пациентите, кога се зборува за рана диагноза и превенција. Персоналот кој што работи овдека е исцрпен до максимум. Имаме еден хроничен недостаток на медицински персонал на клиниката за онкологија. Тоа е едно прашање кое мора подитно да се реши. И многу често се случува и да заради недостаток на персонал, да речеме на стотина лежачки пациенти, да имаме само 2 медицински сестри. Од Хема-Онко вела дека следниот период ќе работат за комплетно активирање на тумор бордовите, каде ќе се одлучува каде да оди пациентот по диагнозата, а не како досега сите прво да завршат на хирургија. А оние кои веќе се соочиле со болеста и го поминале целиот пат на онкологија, знаат колку е важна раната диагноза и свесноста кај жените. Моето патешествие овде низ клиничкиот, особено на онкологија, започна на 4 октомври 2019 година. После хируршката интервенција и соблегувањето на онкологија. Поминати 8 хемотерапии, помината на таблетарна терапија продолжена, за да лани при крајот на ноември месец на редовен контролен преглед се открие дека има рецидив кој што беше отстранет и сега е се добра. Проблемите се исти со години. Одредени решенија има, но како што велат пациентските здруженија, тие не се доволни за современ третман на големиот број пациенти со рак на дојка. Само лани имало 1200 новодиагностицирани, што е двојно повеќе во споредба од пред 10 години. Сања Димитровска, Сител телевизија.